Па има револт затоа што ова се случува во континуитет. Секое второ дете во Република Македонија заболува од респираторни проблеми на дишните патишта и родителите се гневни и ни се јавуваат, едноставно бараат од нас да го мобилизираме граѓанството за да владата преку државните институции го реши проблемот со загадувањето на воздухот. Децата имаат право на живот, имаат право на чист воздух и кога се работи за нив, кога е загадувањето во воздух, тука нема компромис. Со кратење на буџетот за чист воздух и здрава животна средина се крати нашата иднина. Имено, владата веќе ако сака да крати, нека крати од нивните плати, од платите на пратениците. Се иселуваат граѓани и граѓанки од Република Македонија како последица на загаден воздух, се разболуваат деца како последица на загаден воздух. Со кратење на буџетот за чист воздух и здрава животна средина се крати животот на децата кои живеат во загадените градови, како што се Скопје, Куманово, Битола, Кавадарци, Тетово и да не ги набројувам други. Морам да напоменам дека сократењето на парите за чист воздух и здрава животна средина плаќаме многу повисока цена за лечење на нашите деца како последица на загадувањето. Во состојбата со екстремно загаден воздух, вода, почва, нестандардни и илјадници диви депони во Македонија, намалување на средствата за заштита на животна средина е неприфатливо. Ваков чекор е неодговорен и покажува една генерална негрижа за здравјето на децата и граѓаните во оваа земја. Животната средина мора да биде приоритет на секоја влада, зашто без здрава животна средина немаме иднина, немаме живот пред се за нашите деца. Бараме средствата наменети за заштита на животна средина, ако веќе не е можно да се зголемат, да не се намалуваат во предложениот буџет за Република Македонија во 2017. Се обраќам до пратениците, од вас пратеници, очекуваме да ги застапувате потребите и интересите на граѓаните, секако пред се на децата во Република Македонија, да застанете за нашите барања против намалување на средствата наменети за заштита на животната средина. Животната средина мора да стане приоритет не само на оваа влада, на сите влади, затоа што без здрава животна средина нема живот. Треба сите родители, граѓани, граѓански организации да имаме општ консензус кога се работи за потребите на нашите деца за чист воздух. Здрави деца, чист воздух е нашата иднина. Ако не се мобилизираме сите и не преземеме итни акции за спречување на загадувањето на воздухот, треба да бидеме свесни, да знаеме дека загадениот воздух убива, сигурно и полека. 1,7 милиони деца во светот умираат како последица на загаден воздух. Во Македонија годишно 1350 граѓани умираат како последица на загаден воздух. Секое второ дете, како што нагласив на почетокот, има последици на респираторните дишни органи како последица на загадениот воздух. И секако да нагласам дека PM частичките се многу опасни и ние баравме прагот да се намали на 50 наместо 150, а ако се намали на 50, верувам дека кога е зима и кога навистина е загаден воздух, алармот ќе биде вклучен скоро секој ден. Се јави една пратеничка од Либерално-демократската партија, значи се уште очекуваме одговор од сите пратеници на кои им беше доставено нашата реакција од граѓански иницијативи и издружени на граѓани. Очекуваме пратениците да проработи нивната свест, совест и одговорност, затоа што тие се народни пратеници, избрани од граѓаните и дека навистина, како што нагласив, ќе ги застапуваат потребите и интересите на децата и на граѓаните и ќе одговорат соодветно на овој наш апел и оваа наша реакција. Јас би рекол дека сум повеќе разочаран од Министерството за животна средина, кој не успева да се наметне како главен фактор, посебно кога
загадувањето на воздухот е голема последица по здравјето на децата и граѓаните во Република Македонија и сметам дека навистина луѓе кои работат свесно и одговорно во Министерството за животна средина ќе одговорат на потребите на граѓаните и ќе се стават во нивна функција. Перцепцијата ќе се смени само ако граѓанскиот сектор, граѓанските активисти за здрава животна средина, чист воздух и здрави деца гласно се мобилизира 365 дена, да не чекаат да дојде зима, кога навистина не може да се диши, треба да се движиме со газ маски. Сега е моментот, во овој период, кога се уште може да се диши, да не се доведеме во ситуација кога не ќе можеме да излегуваме од нашите домови, да идеме на работа и децата да ги носиме во градинка и во училиште.